Уште од моите младешки години, а тоа треба да се случува некаде нели во 50-тите, почеток на 50-тите, зборот надреализам за мене беше еден магичен збор. Јас во него открив одеднаш многу нешта за кои само сум насетувал дека сакам да ги искажам, но не сум знаел како. Нели, тој ми и надреализмот ми ги отвори портите на слободата пред се, нели? А потоа портите на незадоволството, на бунтот, на сето она со што не сме задоволни во животот и сакаме да го исправиме барем преку поезијата, нели? Добро, од тогаш, нели, надреализмот јас се повеќе и повеќе го откривав и се повеќе и повеќе се препознавав себе си во него. Ми станува блиски нештата кои веќе еднаш некогаш во некој друг живот сум ги имал како свој. Добро, секако дека надреализмот е една историска категорија денес и така натаму, нели? Сето тоа го знаеме, 100 години веќе поминаа од тогаш, но за мене тој е се уште жив и се уште крие во себе потенцијали кои ме потикнуваат да пишувам понатаму и да го откривам во животот она што е најважно во надреализмот, чудото.